Марија на линк со Дамјан Николовски, кој што е проектен асистент во детската амбасада Меѓаши. Денеска е навистина убав ден кога станува збор за децата или светскиот ден на детето. Колку навистина децата ги уживаат правата кои што им следуваат и каква е состојбата ета можеби во нашата земја. Марија ќе зборува на лице место со господинот Дамјан Николовски. Марија, добро утро. Добро утро, колешки, до вас. Токму така, тоа е едно од главните прашања кои што ќе ги подискутираме токму во ова вклучување на лице место, а во првото вклучување на лице место, како што напоменавте, ќе го одбележиме во нашата емисија Светскиот ден на детето 20 ноември, каде што именно овој ден служи на некој начин за цел да ги промовираме, застапуваме правата на децата и се разбира да преземеме акции за светот да биде подобро место за нивно живење. Повеќе информации околу самиот Светски ден на детето и која е поточно целта на овој ден, ово утро ќе слушнеме од мојот денешен гостин Дамјан Николовски од детската амбасада Меѓаши. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска емисија. Добро утро од мене, благодарам. На самиот почеток, иако кажав дел во самата најава, која е поточно целта на овој ден и колку одбележувањето на ваквиот ден прави промени во светски рамки? Па да, видете, ако збориме за овој ден, јас пред се би напоменал дека овој ден некако представува како потсетник на годишно ниво за да ни укаже, да ни покаже уствари до каде ние како општество, како заедница, да кажеме како држави на меѓународно ниво, до каде сме во создавањето на едно место каде што ќе се возможи детето да си ги ужива своите права, да си има својата благосостојба и едноставно самата средина да се однесува на неговите потреби. Па така да, иако ние збориме за еден ден во годината, сепак она што можеме ние да споделиме пред се дека овој ден, иако потекнува од тоа од самата конвенција за правата на детето, некако да даде значење на нејзе, сепак ние во нашето работење, во нашето секојдневие, не секој ден се соочуваме со тоа за да ги унапредиме правата на детето, да ги заштитиме, нели секако да ги промовираме, што тоа ни прикажува и ствари со какви предизвици се соочуваат децата во нашето општество на секојдневно ниво. Па така, би кажал дека овој ден само представува еден символ, една символика на секојдневието во нашето општество и уствари работата колку е потребна во сите сегменти кај нас, за да може да се изгради баш општество кој ќе биде и кој се однесува на потребите на децата. Кои се оние основни принципи кога станува збор за Конвенцијата за детските права? По самата конвенција за правата на детето пред се нели е создадена 89-та, каде што 1989-та, додека во Македонија ратификувана 1993-та, тогаш имаме едно залагање да баш тоа во сите наши действувања кај нас, во сите наши сегменти во нашето општество да применуваме еден принцип, еден пристап каде што ќе овозможи детето да биде центар на тоа, неговите потреби, неговите развој да бидат центар на сите наши политики, на сите наши, да кажам, механизми и во однос на самиот систем. Па така, она што секогаш Меѓаши тргнува и што гледа во овој аспект е да действуваме вредносно, односно да поставуваме кај нас вредности, каде што баш самото дете ќе биде центарот, нели, на тоа како ќе се развиваме ние како држава. И во однос на тоа ние секогаш нели работиме со сите чинители, работиме со самата средина на детето, каде што баш прикажуваме кои вредности се потребни и од каде ние да тргнеме за создадеме на побезбена и посигурна средина за детето, но исто така работиме и со самите деца. И тие секогаш не се во фокус на нашите активности, за да можеме директно да влијаеме врз нив, да поставиме вредностен систем, каде што нели ќе возможи тие утре да се изградат како подобри личности. Овие вредности кои ги напоменавте, сакам да ги опфатиме при самиот крај. Колку такви вредности имаме ние во нашето општество? Односно, сакам да дојдам до тоа дека децата на некој начин се една од најранливите категории кога станува збор за нивна злоупотреба и насилство, без разлика дали станува збор за психичко или физичко насилство. Дали имате некои податоци, статистики, колку децата колку на децата не им се почитуваат правата во Македонија?
Па да, видите, ако пред секој збориме за овие вредности, поточно збориме нели секако за самите права кои се состојат во конвенцијата. Па така нели секако збориме за нивната здравствена заштита, за нивното право на идентитет, за нивното право и пристап до образование, слободно време. И сега нели кога збориме за нив, ние збориме од пред се вредностен аспект како да ги примениме во нашата заедница, во нашето општество или нашата држава. Но како што и вие напоменавте, и како што ја спомнав претходно, тоа представува предизвик. Кога збориме нели секако за имплементација на овие вредности кај нас, тоа секогаш прикажува нели одредени предизвици во целиот тој процес. Па така, иако ние соработуваме со сите овие средини, со сите тие чинители овие средини, сепак процесот понекогаш е спор и бара време. И секако има и одредени ризици кои се јавуваат кај децата, па нели ние имаме наша SOS линија, каде што е достапна за деца и млади 24/7, но исто така може да се јават и сите други засегнати страни и самата средина околу детето, тука збориме за родители, за роднини, за старатели, па дури познаници кои приметиле дека има прекршување на одредени права кај детето. Говориме за Ало Бушевко? Да, за Ало Бушевко е SOS линијата. И она што можеме да кажеме дека нели се уште постојат тие предизвици. Еве на пример, ако збориме во последните 6 месеци од оваа година, во нашиот извештај баш се прикажа дека од лицата што се имаат јавено кај нас, дури 62% имаат пријавено, 62% имаат пријавено одредена повреда, односно некој вид на злоупотреба кај нив. На дневно ниво дали се случува да нема воопшто повици или пак да ги има во многу голем број? Па искрено тоа секојдневно и вади да така да може некој да се случи да нема повик, може некогаш да има нели и десетици повици, но сепак секој повик се уникатен и секој повик се има своја одредена тежина и одредена потреба различна тријажа. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност овој ден да го одбележиме на лице место во нашата утринска емисија. Благодарам на вас. Се надевам дека убаво го одбележивме светскиот ден токму во нашата емисија. Веќе кога ја напоменавме SOS линијата Ало Бушевко. Ало Бушевко е SOS линијата, ја наречена твој пријател доколку имаш проблем, а бројот на Ало Бушевко е 070 390 632.